4 пациенти повредени во пожарот во Кочани кои се лекуваат надвор од земјава, за кои вчера беше соопштено дека се критични, денеска се во подобра состојба, соопшти министерот за здравство Арбен Таравари. Тој рече дека до утре ќе се намали бројот на пациенти кои се лекуваат надвор од земјава на 99. На спиталите Шкупит ние која низете катер пациент, прејте цилеве штат јан на центрен клинике, тет на спиталине виетата тјутетит, на спиталин тет штатори, ѓаш на спиталине виетата тјутетит, де 3 приват пациент шешерој на клиника привате, доматам преј низете катер пациент ве 9 сот дотлишој на шерим штапијак, доматам не се на спиталит медицина Шкуп додметен ветом 500 пациент, 10 пациенти шеројн ја штетит јан ничине тет сот, пред цилеве тет јан паралајмруар се кθеен, 2 преј Белгике, 2 преј Аустрија, 2 преј Кроација, де 2 преј Турција, де ни пациент на тешеројот на Суеди, ташма еш на миеким штапијак, почендроне де дисадитација, дели са да кθеет. Тие кои веќе се пуштени на домашно лекување се во добра здравствена состојба, соопшти директорот на клиниката за токсикологија Андон Чибишев. Значи, кај нас имаше 20 пациенти кои иницијално беа примени уште првиот или вториот ден. Беа стабилни, меѓутоа се уште не бевме до крај задоволни од референтноста на исследувањата кои што во меѓувреме ги правевме. Вчера вечер дојдоа кај нас 4 пациенти кои што се вратија од Шпанија. Веднаш беа обсервирани на клиника Сите четворица, прегледани од токсиколог, од конзилиарен анестезиолог и од конзилиарен психијатар. Сите добија нешто терапија. Денеска на визита повторно ги видовме, во меѓувреме земавме и токсиколошки анализи повторно и лабораториски анализи. Директорката на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија Јасмина Георгиевска-Павловска рече дека во болницата во Кочани се испраќаат екипи за пациенти со полесни изгореници со цел тие да не патуваат до главниот град. Наша цел е тие што се полесните, значи со помал степен на изгореници, да ги префрлиме да не доаѓаат на 2-3 дена во Скопје, него да може таму да доаѓаат на преврски и да не се потребни толку многу материјали и инструментариум за нивно решавање. Павловска исто така апелираше пациентите да не користат креми за изгореници кои се продаваат на социјалните мрежи, бидејќи не е познато нивното потекло.